Почитувани, наш гостин во студиото на Медиумската информативна агенција денеска е професорот Благоје Даштевски, во моментов актуелен вршител на должност претседател на Стоматолошката комора на Македонија. Повод за неговото гостување е тридневниот конгрес на стоматолозите, што започнува на 12 јуни. Добар ден и добре дојдовте. Добро најдовме, добар ден на вас. На 12 започнува тридневниот меѓународен конгрес што го организира Стоматолошката комора со партнерските стоматолошки комори од Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина. Колку учесници ќе има овој конгрес, што ќе биде во фокусот, колку презентации се пријавени? Ова година го организираме 17 меѓународен конгрес, К4 конгрес на нови технологии, тоа е во соработка со Хрватската, Словенечката и Комората на Босна и Херцеговина, под мотото Дигитална стоматологија, синергија помеѓу 3D технологии и вештачката интелигенција. Тука станува збор за најголем стоматолошки настан во државата и еден од поголемите во регионот. Учество ќе земаат поканети предавачи, кои што се 30 од разни држави во регионот, ќе имаат излагања со своите презентации и научни сознанија, кои што се во областа на дигитална стоматологија, во областа на имплантологијата, протетиката, ортодонцијата, ендодонцијата и примена на вештачка интелигенција во секојдневната стоматолошка практика. Особено нарадува податокот што до сега имаме 500 партиципанти за учество на овој конгрес. Исто така од Македонија најголем број, потоа Србија, Хрватска, Босна, Херцеговина, Албанија, Косово и од земјите од регионот. А воедно на конгресот ќе биде и прославен јубилејот на 30 години на Стоматолошката комора на Македонија. Ги кажавте, темите можни актуелни теми ќе бидат опфатени на овој стоматолошки конгрес. Колку ваквите настани придонесуваат за подобрување на самата стоматолошка практика, која што, да речеме, не е многу едноставна гранка или дел од медицината? Континуираната едукација е основа во современата стоматологија. Денеска технологиите, протоколите идат со брзо темпо и баш заради тоа и конгресите се со исклучителна важност. Тие им овозможуваат на стоматолозите размена на да дојдат до директен пристап на новите идеи и новите искуства помеѓу колегите кои што се од најсовремена опрема и дигитални решенија. А како главна цел или како главно мото е и односно најголема корист имаат пациентите бидејќи добиваат поквалитетна, побезбедна и поефикасна стоматолошка услуга. Колку новите алатки се применуваат од стоматолозите во земјава? Веројатно како еден човек со големо искуство во оваа работа, професор сте на стоматолошкиот факултет, но сега и претседател на Стоматолошката комора. Какви се вашите сознанија? Колку овие нови алатки и новата технологија, особено сега со подумот на вештачката интелигенција, колку тие се применуваат во стоматологијата и во стоматолошката практика во земјава? Јас, како што рековте, од професионален аспект, можам да кажем дека сум пионер во дигиталната стоматологија во Македонија, односно во капкам технологијата, бидејќи докторирав на тоа поле пред 10 години, кога што таа технологија беше во зачеток. Така да таа технологија, капкам технологијата со скенирањето и со 3D дигиталните форми овозможи учество на вештачката интелигенција, кои што заедно сега во симбиоза допринесуваат до предвидливост на третманите во имплантологија, во протетика, во ортодонција, со тоа што токму и затоа
нашиот конгрес ја носи и оваа тема како мото на конгресот. Може ли еден пример да ни посочите, да речем наједноставен пример на примена на вештачка интелигенција во, да речем, стоматологија? Па, еве најконкретен пример можам да кажем во протетика, значи при планирањето, при дијагнозата и планирањето на изработка на едно протетичко помагало, можеме да ја вклучиме вештачката интелигенција која што ќе ни ги предвиди како тоа протетичко помагало ќе изгледа. Пациентот може да го види на екранот, да даде своји сугестии, своји препораки, да се сменат некои работи кои што подоцна при готовата изработка ќе биде тоа естетски задоволително и без некои проблеми кои што подоцна би се јавиле без оваа вештачка интелигенција. Практично сме во лето, период кога во Македонија доаѓаат иселениците од секаде во светот во посета на своите семејства, но исто така тука се користат и стоматолошките услуги, најчесто поради пониската цена во земјите од Европската унија, во земјите од Европа и Америка, од каде што најчесто доаѓаат Австралија исто така. Но имаме случаи на пограничен стоматолошки туризам, ако можам условно кажано така да се изразам. На што се должи тоа? Дали станува збор само за пониски цени или за пониски цени и примена на современа технологија добивање на квалитетни стоматолошки услуги, или е само поради пониските цени на стоматолошките услуги? Па точно, во Македонија постои тој, така да го наречеме, дентален туризам, кој што секогаш е во фаза на доаѓање на пациентите од странство, и најчесто денталниот туризам се состои во нашите иселеници кои што доаѓаат од иностранство и кои што тука ги обавуваат своите здравствени услуги. Меѓутоа, нашите стоматолози се високо образовани, посетуваат меѓународни обуки и работа со современи материјали кои што се користат во развиените земји во Европската унија, па и во светот, така да тие пружат високо квалитетни услуги за цените кои што се во моментот во државата, и можеби цените заедно со квалитетот допринесуваат да овој дентален туризам и денеска, можеби 10 години повеќе обстојува во Македонија. Пациентите се враќаат повторно, што значи дека квалитетот и услугите влијаат на задоволството на пациентите кои што повторно доаѓаат на третманот кај нашите стоматолози. Професоре, неодамна стоматолошката комора се соочуваше, односно се соочи со одредени проблеми. Како во моментов функционира стоматолошката комора? Дали се надминати тие проблеми? Што се случува на тој план? Дали ги извршила сите надлежности и ингеренции што ги има со оглед на интервенциите од страна на Министерството за здравство? Па на комората, со оглед на интервенцијата на Министерството за здравство се ги презема дел од ингеренциите на стоматолошката комора. Стоматолошката комора во моментот, односно во изминатиот период, приоритети беше да ја врати довербата на институцијата и воспоставување на транспарентно, одговорно и законито работење, и во тек е спроведување на усогласување на актите на комора со уставот и позитивните законски практики во државата, со што ќе се создадат услови комората повторно да ги преземе јавните овластувања. Колку членови има во моментов комората? Комората во моментот има 2500 членови. Тој податок е исто променлив. Значи, секој ден имаме нови членови, така, некои се, тоа е малку флуктуирачки период, колегите идат и во иностранство, така да во моментот некаде бројот е околу 2500 членови.
И тука комората исто работи на нели на воспоставување на подобри услови за членовите на стоматолошката комора, за континуирана едукација која што исто така не е битна, за меѓународна соработка со одредени институции во Европската унија. Пред некој ден имаше делегација од Германија, тие се поделени на неколку области, односно на 16 области, и практично Франкфуртската област сакаше да направиме соработка, така да тоа е веќе во преддоговори, можам така да кажам, и со тоа ние им овозможуваме на нашите колеги, значи на нашите членови, да тие можат да ги остварат своите права и должности преку комората. Дали комората издава лиценци се уште? Комората издава лиценци, меѓутоа тој дел издавање на лиценците, значи, односно континуирана стручна едукација и издавањето на лиценците е под Министерство за здравство, каде што се формирани две комисии кои што тоа го работат, меѓутоа комората со своите податоци и со своите сознанија ги дава податоците на односно службите, тоа го работат, ги даваат податоците, ги спремаат, за да комисиите може да работат и на тој начин се издаваат лиценците, се обновуваат лиценците на стоматолозите. Имаат ли одредени барања стоматолозите? Рековте и вие го употребивте тој термин во вашиот одговор. Имаат ли некои барања до Министерството за здравство и кои се тие барања во момент? Па стоматолозите најчесто имаат побарување во однос на подобри услови за работа, во однос на намалување на административните оптоварувања. Исто така, нели, секојаш горлив проблем во нашата држава е капитацијата. Ние сега комората е во овој период на преговори со Фондот за здравствено осигурување, за да овие услови се подобрат, значи да се зголеми капитациони одбор. Исто така цените не се променети од 2006 година. Понатаму исто така презапишување, регулирањето на презапишувањето на пациентите е проблематично во однос на временскиот период, така да сите овие работи и услови ќе гледаме да ги исправиме со тоа што ќе нашите членови ќе бидат задоволни со стоматолошката комора. Професоре, ви благодарам многу за гостувањето во Медиумската информативна агенција. Ви посакувам успешен конгрес и ќе се видиме повторно со одредени резултати што ќе излезат од вашето работење, од работата на комората. Се надевам дека конгресот ќе биде успешен и ќе продолжиме со соработа. Благодарам.